Денеска по повод Денот на здравието нудиме препарати изработени во нашето училище од фармацевската струка, тинктури, сирупи, пасти за нози, цинкови пасти, павликјова маст, масти за пеги и флеки кои што помагаат при проблеми за надворешна употреба, за дермална употреба. Исто така имаме алоe вера гелови. Во нашата лабораторија се изработуваат и сапуни кои што ние сами ги изработуваме со помош на разни екстракти, пример од лаванда и од друзи. Исто така имаме и течна пудра која што се користи за брунки при сипаници. Исто така е од нас изработено и разредување на алкохол вршиме и други препарати потребни за фармацевската индустрија. По повод Денот на здравството, 7 април, организираме во нашето училиште штандови со кои им ги мериме виталните знаци на нашите соученици, на вработените во училиште, како и на екипата од ВИС. Им мериме крвен притисок, гликемија, односно шекерот во крвта и висина и тежина. Средношколците од нашето училиште, на штандовите имат изложено производи, односно препаратите ги имат изработено учениците од фармацевско-лабораторискиот техничар, медицинските сестри мерат крвен притисок, гликемија и тежина и висина кај вработените, персоналот и луѓето кои што ќе бидат надворешни посетители. Третиот штанд е изложбен штанд со кој што има за цел да ја подигне свеста кај граѓаните со користење или консумирање на здрава храна. Добро, колку ова училиште посветува акцент на квалитетни кадри, средношколци кои што може медицински сестри да бидат директно во здравствениот систем, физиотерапевти па фармацевти. Сметате ли дека се доволно обучени? Според моје видување сметам дека децата може слободно да се пласират на пазарот на трудот, бидејќи се трудиме, имаме тенденција да изфрламе кадар кој што ќе се најде на пазарот на трудот, како вистински фармацевти, медицински сестри и физиотерапевски техничари.